Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnula. Houston, we have a problem. Milenko Nedeljkovski radio show popladnevno na Radio Slobodna Makedonija na današnji dan 6. april. 6. april, den koji, малко по-да се зборувам за него, е важен за просторите во кои порано живеевме. Но пред тоа да го изелаборирам, само да кажам дека има сообщение на Социјалдемократскиот сојуз дека се поднесени оставки на функција во владите на Република Македонија од министрите и дополнителните заменици министри. И тоа го пренесува сите медиуми, меѓутоа јас имам да изгледам само една точка која никој не ја извади. Вели вака во соопштението, ова е официјалното соопштение. Доколку собранието се распушти, значи if close, доколку собранието се распушти, односно доколку се одлучи да се применува одлуката на собранието на Македонија донесена 20 февруари, со која се врши изменување на одлуката за распуштање на собранието од 18 јануари 2016, бараме оставките претходно да се констатираат. Значи уште еднаш, скратено, доколку собранието се распушти, бараме оставките претходно да се констатираат. Ова и да се донесе Худини, да го дигнат од мртвите, или некој сега многу важен волшебник, е неможно. Значи, доколку се распушти, бараме оставките претходно да се констатираат. Собранието се распушта во моментот кога пратениците гласаат. Гласањето е неизвестно. Може да се распушти, може да не се распушти во тој момент. Кој е тој што знае дека ќе се распушти, па претходно да се констатираат оставките? Мислам, кое барање е ова? Неможно. Девид Хоперфилд ова не може да го направи. Доколку собранието се распушти, бараме оставките претходно да се констатираат. Доколку не се распушти, односно кој знае дали ќе се распушти или нема да се распушти во 12 саат навечер, и да кажеме ако се распушти, со временска машина да го вратиме времето малку назад и да бараме оставките да се констатираат за да тоа биде претходно. Значи оставките може да бидат констатирани, а дали собранието ќе се распушти или не се распушта, тоа ќе се види на полноќ. Не може две у едно. Значи, а доколку не се распушти, демек да останат министри. Тоа не. Него си поднел оставка, ти ја прифаќа или не ја прифаќа премиерот, ја прифаќа или не ја прифаќа собранието, се наименуваат други, сега за тоа нема ни да има време. Меѓутоа, не можеш, доколку собранието се распушти, бараме оставките претходно да се констатира. Значи, да отидеме до распуштање, па да се враќаме у рикверц. Такво враќање во време никому не му успеало, ни на Коперфилд сега, ни на Худини во минатиот век, ни на Нострадамус пред неколку векови, на никого. Собранието ќе се распушти или не, оставките ќе бидат констатирани или не, меѓутоа времето не може да се врати, тоа барем за сега никому не му успеало. Сега, 6. април 41, тоа е пред многу години, е денот на нападот на Југославија од страна на силите на Оската, односно од страна на Германија со сите своји држави поддржувачи и држави кои беа заедно со нив во нацистичката Оска, и ќе ги набројам сега кои се тие. Италија, Унгарија, Австрија, Романија, Бугарија, подоцна тоа беше и Хрватска. Сите овие држави што ги набројав, сега се членки на Европска унија и НАТО, овие фашистичко, садистичко, нацистички држави, сега се толку многу вредни во наводници членови на НАТО и ЕУ, а оние држави кои беа нападнати или делови од држави кои беа нападнати, како да кажеме
Kralството Југославија, односно Србија, во неја внатре и Македонија и како дел, иако србите никогаш не признаа како некоја засебна територија, тие држави не се. Значи, нацистите се во ЕУ и НАТО, оние слободарите, бидејќи подоцна Македонија сама, без интервенција од странски војски си ја избори слободата, не се во ЕУ и НАТО. Сега да малку автобиографски во рамките на мојата фамилија, не за мене. Мојот покоен татко, Борче Неделковски, овдека како се менувале во Македонија владетелите, значи прво Срби, па потоа Бугари, на крај доаѓа до ослободување и со заседанијата на АСНО до формирање на македонска држава во рамките на Југославија, секако. Во неговите материјали кои ми ги оставил, документи, имам најдено дозволи за управување на велосипед, кои во српско време се водат на име Бора Неделјковиќ, во бугарско време се водат на Борис Недјалков и нормално во македонско и југословенско време тоа е Борче Неделковски. Татко ми 1941 година како човек кој завршил Висша трговачка академија, тоа е во тоа време третирано на ниво на економски факултет, се уште млад, по правилата на таа држава во која живеел, значи Кралството на Југославија, заминува во официрска школа на отслужување на војниот рок. Официрската школа е во Требиње. Требиње е така далеко и така се уште еве после 70-80 години толку на крај на светот, да и тогаш и подоцна и фудбал кога се играше Леотар од Требиње, таму еден фудбалски клуб, кога ќе се патува за Требиње и назад, имаше една поговорка: Требиње, Требиње, ако ме видиш још едном, јеби ме. Значи, толку на крај на светот е Требиње. Сега, Требиње, официрска школа на војската на Кралството на Југославија, на 6. јуни, са бајлето, ова е сведочење на мојот покоен татко, се будат они се сите регрути, сите се младжарија, школа, значи во школа, официрско, се будат сабајлени, еден од командниот кадар нема, сите отидени, извадени окидачите од тешкото наоружување и што можело лесно наоружување да се земе, се земало, а овие школарците не ни имале задолжено своје оружје, бидејќи биле на почеток од својато школување. Кога увиделе дека е распаднато се и дека нема ништо, нема команден кадар, во тоа време нема мобилни, нема телевизори, радиото е попречувано, се слушале вести на италијански, никој не разбира италијански и така натаму, а имало од цела Југославија. Полека сите нога пред нога се спуштаат на патот од Требиње, кој води едни кон Дубровник, едни кон Подгорица, односно кон Цетиње, кон Никшич, кон Подгорица, Титоград, и едни нагоре тамо кон, да кажеме, кон Шумадија, кон Вишеград. Тоа се така една раскрсница на три правци која оди и која води правецот еден кон Босна, еден кон Црна Гора и еден кон Хрватска. Во вториот или третиот ден од пешачењето, некаде по кањонот на Морача, каде што се движеле, ги пресретнува моторизирана единица на германците, кои веќе после практично еднодневните борби ја капитулираат армијата на Кралството Југославија, кралот бега најнапред во Александрија, во Египет, а потоа и во Лондон. Овде порачува чувајте ми отачбину, многу јак крал. И бега. Германците бргу влагаат, со силна и добро организирана армија и со моторизирана армија.
И на третиот или четвртиот ден од пешачењето, бидејќи да пешачиш низ Црна Гора во тоа време, Црна Гора и сега е тешка, камоли во тоа време, е мачна задача. Човек може да пешачи брзо 4-5 км на саат, 10 сата се 40-50 км. 10 сата на ден е дури и тешко и неизводливо да се пешачи. Не и се ги заробуваат германците и ги праќаат во логор во Германија. Меѓутоа не во концентрационен, каде што одат евреи, роми, комунисти, така натаму. Туку во така наречени работни логори. Татко ми таму проведува 2 години. Една година работи во фабрика за текстил, односно робува во фабрика за текстил, а една година робува на фарма на брачен пар германци, возрастни луѓе кои не може да ја одржуваат фармата, бидејќи децата, двата сина и ќерката се во кој во армија, кој во Хитлер, Јунген и така натаму. И после 2 години, бидејќи територијата на Македонија била под окупација на Бугарија, бугарите издействуваат луѓето што се од Македонија да бидат пуштени од работните логори во Германија, да си дојдат назад во наводници татковината. Веднаш се земени во бугарската армија, меѓутоа никош не им е дадено оружје, туку се прераспоредени во работни бригади да градат бункери над Кавала. Така да секогаш кога ќе дојде 6 април, било која година, се подсетувам, ова има многу повеќе детали, како таму минувал во логорот татко ми, како имам се уште имаме дома таква едни хартивчиња, едни марки, германски марки за логораши со кои се купувало некои основни продукти за да има некаква евиденција кој што јаде, троши и така натаму. Велам има многу повеќе детали за една книга што би рекол, меѓутоа секогаш се подсетувам барем на овие основни работи, дека 6 априлската војна која настанува по пучот кој е направен на 27 март против одлуката на владата Цветковиќ Мачек во Кралството Југославија, ете една епопеја, една одисеја фамилиарна има и мојата фамилија, и на овој начин во оваа емисија се подсетувам на тие времења. Со насловната номера на култната серија од југословенско време Жежок ветер, вруќ ветер, а сада дио и кој зна где и кој зна кад. Значи, сега адио, чао, здраво, збогум, кој знае каде и кој знае кога. Всушност, испраќам порака и поздрав, мафтам со раката на заминувањето на СДСМ од на овој ваков СДСМ, како што е сега, од политичката сцена на Македонија. Со денешното распуштање на парламентот, малку јас пред време тоа го кажувам, на 6,5 часа пред истекот на терминот, и велам со денешното распуштање, доколку дојде, целата македонска јавност се надева дека ќе дојде до распуштање на парламентот, следуваат уште 2 месеца по кои Социјалдемократскиот сојуз заминува во историја. Некои нови сили, некој нов социјалдемократски, не како оној на Тито Петковски, некои нови луѓе, некои нормални, честни, образовани, докажани во своите професии, во своите полиња, во своите ресори, во своето соседство, во својата фамилија, некои други луѓе, отчетни, можеби некогаш ќе имаат шанса да се вратат на политичката сцена. Македонскиот народ се подготвува на 5 мај, на 5 јуни, значи за 2 месеца од денеска, еднаш за секогаш да го отсече гнојното, ткивото кое гнои, кое може да предизвика тежок канцер и да ја распадне оваа држава од внатре, да направи сепса во целата држава. Таа сепса, тој распад, тој чир, тој гној мора да биде отстранет преку гласање на демократски начин, преку мирни парламентарни избори, секој граѓанин да си ја земе судбината на државата во своите раце, одговорно да отиде на гласачкото место и да ја заокружи опцијата која смета дека е најдобра
za Македонија. Моите сознанија, моето секојдневно шетање на територијата на цела Македонија, од исток до запад, од север до југ, и во урбани, и во рурални средини, кажува дека македонскиот народ е решен и знае како ќе гласа и во чија корист ќе гласа. Без разлика на обидите на неколку амбасадори, не сите, меѓутоа германската, Алтхаузер, француската, на Бейли, на Ораф, на Гарет, без разлика на разни чадори, без разлика на 3 милиони евра, дојдени од Сорос и од USAID пред 2 недели, не повеќе од 2-3 недели, без разлика на сето тоа, македонскиот народ е народ со историска мудрост, со вековна интелигенција и резон, народ кој 10 години поред решава во интерес на својата иднина и бира опција која е најблиску до желбите што сака да си ги оствари во иднината. А тоа е просперитетна држава, признаена држава, држава без визни ограничувања, како што беше Шенгенската држава, во која се градат 3 автопати, во која има нови возови, во која има стравотно разубавен главен град, престолнина, капитал. Држава во која невработеноста официјално е падната од 37 на 25-6, меѓутоа според мене не е повеќе од 2-13. Држава во која не може да се најде работник да работи од сите вработени, например во Кавадарци, Велес, Штип, Свети Николе, други градови низ државата. Држава која има огромен раст на БДП, држава која одлично стои во светските финансиски институции со своите рейтинзи и власт на таа држава која го штити интересот, основниот интерес на граѓаните, а тоа е зачувувањето на идентитетот, границите и името на Република Македонија. И уште еднаш во оваа емисија да повторам и пред да се одјавам дека вечерва се очекува распуштање на парламентот според законот и договорите до сега направени, што би значило дека во рок од 7 дена председателот на собранието Трајко Велјановски треба да распише избори кои треба според сите можни договори на кои беа гаранти сите, а најмногу најголемиот чадор врз Република Македонија, американскиот амбасадор Джес Бейли, да се одржат избори на 5 јуни. Одржувањето на тие избори кои треба да бидат масовни, легални, цивилизирани и демократски. Резултатот од тие избори ќе биде да една за секогаш се фрли во заборав, се фрли на ѓубриштето на историјата една одвратна, предавничка, квислиншка политика на луѓе кои сакаат да профитираат преку прислушкување на приватни разговори, монтирање, етикетирање, работење се и се што само не работење според програма и план, а во корист на народот. Луѓе кои сакаат да се неотчетни, луѓе кои сакаат да им е природно правото да владеат, а никому да не одговараат и никому да не ги полагаат сметките. Ќе дојде крај на сето тоа. Тоа значи една генерална ревизија на она што го работеле министрите, техничките министри и замениците технички министри од СДСМ во овие неколку месеци, бидејќи таму има купишта злоупотреби, кршење на закон и кривични и постапки кои носат кривична одговорност со тешки затворски казни. Секако и ревизија на еден цел однос кон сите можни институции во Македонија, домашни и странски, ревизија на односот кон сите можни така наречени невладини институции, а во основа невладини организации, а во основа политички субјекти кои сакаат директно да влијаат наместо да се занимаваат со тоа дали
рисот ги има 2 или 3 риса, се занимаваат со тоа да ни го кројат животот, да живееме спротивно од она како што сака да живее народот на територијата на Република Македонија. Со вечерашното распуштање на парламентот, уште еднаш кажувам, тоа го посакува целокупната македонска јавност, затоа што на сите им е збоктисано веќе од одложувања, попуштања, сега ќе биде, утре ќе биде, сите партии, албански, македонски, позициони, опозициони, сите се повикуваат на народот, бидејќи е тоа така, оставете го народот, дајте му можност да си гласа и да покаже што сака и како сака да му биде еднината. Вечер на полноќ престанува со работа овој состав на Собранието на Република Македонија. Владата практично се распушта, односно влегува во својот технички дел, само да ги изорганизира изборите и да технички да го раководи, никако со политички правци и мерки да одат министерствата, министрите и сите нивни служби, а од 6 натаму председателот на оваа држава Ѓорѓе Иванов ќе даде мандат на оној кој ќе освои најмногу пратенички места и оној кој ќе го убеди него дека со тој број на пратенички места може да ја состави новата влада на Република Македонија. Се слушаме следната среда на брановите на Радио Слободна Македонија, каде што сме сега, а во петок, доколку ве интересира, во мојата телевизиска емисија можете да го гледате документарниот филм за кој телевизиските права ги обезбеди, ги откупи продукцијата Вондер Интернационал, а филмот ќе го емитува Канал 5 телевизија околу полноќ, а се вика The Biggest Lie of All, најголемата лага на светот на сите времиња. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски.